Информациите не смееме слепо да веруваме во нив, туку мораме да ги проверуваме преку неколку извори на информации. Медиумски писмен граѓанин значи некој кој што, откако ќе ги проследи информациите, има способност да анализира, да ги процени, па дури и самиот да креира пораки. Образовните институции од основното образование па нагоре сите и приватните образовни институции може да ја користат медиумската писменост како пристап, како начин на развивање на критичкото мислење кај децата од најрана возраст, затоа што токму тоа е оно што сакаме да го добиеме. Било кој поединец, вклучувајќи и новинар, ако даде таква експлицитна изјава со која се повикува на насилство и која може да доведе до насилство, може да подлежи на кривична санкција. Еклатантен пример беше случајот со кавгата на двајца млади во Ѓорче Петров за велосипед. Во една од бомбите што ги објави поранешната опозиција се посегна по неговата приватност. За Фуфо разговорот бил шокантен. Тие помладите, посебно семејството, тоа малку по-јако го доживеава и најмногу се секирав и најмногу ме болеше за нив. Нити јас сум му се јавил на некој таблоид, нити му се јавам, боже мој, скрајале. Јас тенденциозно ништо не правам. Секоја сензационалистичка избрзана информација, недоволно објективна, пристрасна и така натаму, би требало обичниот граѓанин да ја препознае како информација која што треба да ја провери, можеби нели пред да и поверува дека е вистина. Јас мислам дека сите информации кои се однесуваат на личноста и кои немаат скоро никаква врска со јавниот интерес, тоа се лични напади на одредени медиуми кон таа личност. Медиумите ми имаат црнето на сите можни начини, а на крајот ми беше ускратено основното човеково право медиумите да ја пренесат пораката, односно да пренесат дел од мојата одбрана. Начинот на кој што беше ова направено, без да се консултира втората страна и начинот на кој што беше презентирано, оддаваше впечаток дека сакаат да не представат нас како предавници, како луѓе што земаат пари за да ја предадат државата. Секогаш, кога се врши објава на одредена сторија, да се пред да се донесе одлука што од аспект на личен поток ќе биде објавено, да се направи така наречен баланс на или тест на штетност. Име, презиме, адреса, телефонски број, објавување на фотографии, податоци во кој училиште учат, каде се наоѓаат нивните домашни, нивните станови, каде им работат родителите и така натаму. Другари, запамтивте? Име, презиме, број, адреса не се објавува на интернет.